Еви, јас имам чест и задоволство да кажам збор 2 во врска со замислената програма за активностите по повод на овој милениумски настан, ако можеме така да го насловиме, односно за ова прослава 1000 години од постоењето или организирањето на манастирот Свети Јован Претеча и Крстител во Слепче, потоа, како што беше кажано, и по повод 1000 години од смртта на македонскиот цар, како што еден современ историчар, византолог, Георги Острогорски го нарекува вториот македонски цар или крал, и од организирањето или основањето на населбата Демирхисар, значи станува збор за 3 значајни настани по повод ова милениумска прослава, и сметам дека секој од нас може во границите на своите компетенции и во границите на своите можности да даде свој придонес на начин на кој најдобро ќе придонесе за реализација на програмата што е замислена, која би требало да трае, како што беше од претходникот мој своевремено кажано, дека ќе биде тоа организирано некаде околу за 3 месеци. Во таа смисла сакам да нагласам дека ние како црква, епархијата Преспанско-Пелагониска, се разбира заедно со старешината на манастирот, односно манастирот тука Свети Јован Крстител, ќе се потрудиме во границите, во рамките на нашите можности да дадеме свој придонес. Нашето мислење е дека ќе биде многу значајно да ги презентираме, ако не во оригинали, барем што се однесува во фотокопии или копии, ракописите што се создадени во манастирот Свети Јован Претеча и Крстител, потоа икони и други сакрални предмети кои се по потекло од тука, од овој крај, а ги има доста и во музеите на Македонија, се разбира, но ги има и тука, на теренот, и тие можат да видат дел како презентација на ова јубилејна прослава. Потоа, секако дека можат и самите цркви и манастири, особено овие 2, односно 3 позначајни манастири кои ден денеска се познати на нашата културна јавност, манастирот Свети Јован Претеча и Крстител во Слепче, манастирот Свети Никола Топлички, кој исто така поседува големо и богато споменична ризница или богатство, и Журечкиот манастир, а се разбира во тој период е пожелно да се дадат можности и до други цркви и манастири што се во овој регион да бидат посетени и да бидат представени и да се утврди и да се види дека овој крај изобилува со огромни богатства од разен вид, не само што се однесува до црковното богатство, тука, како што беше веќе од претходникот укажано на тоа, дека имаме тука и врвни писатели од овој крај, поети, музичари и така натаму. Од овој крај има луѓе исто така кои што се и во науката, па секако сето кога ќе се изанализира добро,
Мислам дека може, ако добро се направи една програма со сите оние предлози што треба доправа да следуваат, да се направи нешто што ќе биде мощне, корисно и репрезентативно за овој крај. Зашто очигледно дека Македонија е вистина мала земја според својот простор на овој дел од Македонија, Републиката Македонија, што е, но ако погледнеме малку со добро организирани активности и добра анализа направена од сите краишта од Македонија, може да се види дека и малите простори, малите места имаат толку богато културно наследство, што некои големи земји денеска, па и држави како Америка, Австралија и така натаму, кои имаат историја само од пред 200 или 250 години, а додека овие простори имаат своја култура од античко време па до денешно. Значи станува збор за неколку култури кои тука на овие наши простори се менувале со текот на времето. Јас во таа смисла би сакал да дадам простори и другите да дадат свој придонес со своите излагања, со своите предлози, како и што треба да се направи, а ние ќе гледаме и да дадеме придонес во смисла, како што кажавме, и на презентација на културното, односно црковното наследство, во смисла на икони, фрески, други сакрални предмети, книги од овие краишта и особено да се направи барем фототипски изданија од ракописите од манастирот Свети Јован Слепче, кои се наоѓаат во светските познати библиотеки и во Софија, и во Ленинград, и во Москва и така натаму и така натаму. Благодарам на вниманието и посакувам се најдобро.